Добро вечер, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на успешните жени. Како последна емисија од 2023 да ја заокружиме годината. Некои од нашите гостинки се закитија со награди како најуспешни жени за 2023, но некои се навистина многу успешни, а за тоа е доказ нивните успеси во професијата. Овде со нас се Сања Бачевски, инженер по хортикултура. Се извинувам што заборавив. Мене некако тоа ми асоцира агрономија, не. Па да, така, тоа. Јесте. Јас сум дипломиран агроном. Тоа сакав да го кажам. Така, добре ни дојдовте. Тука е Павлина Шикалевска, изработувачка на филигран, и тука е нашата мекап артистка Мери Бајрамска. Добро вечер. Добро ви вечер на трите. Ви благодарам што издвоивте време и сте овде. На почеток од емисијата ќе кажам дека со Мери се видовме во Скопје на настанот, каде што се избира најуспешните жени, и таа оваа година се закити со уште една титула, инфлуенсерка на годината. Препоставувам гордо сте и честе да се биде. Да, и тоа како, да седиш рамо до рамо со сите тие жени шампионки, кои што стварно имаат доста достигнување во својата фила, навистина ми беше голема чест. Посебно ми беше чест и драго затоа што Македонија веќе почна да го спознава квалитетот и успешните жени, и стварно сето тоа значи да го наградува. Многу ми е значајно, посебно во својата држава, затоа што моите успеси на почеток беа, како да кажам, значи, почна светот да ме препознава. Да. Па сега тоа што во Македонија веќе, како да кажам, ги собирам плодовите тек сега. Така. Жално е кога светот чекаме да не препознае, па после тоа што е дома кај нас, да биде вредното. Да, тоа само не ми се допаѓа, ама мислам дека ќе се сменат веќе времињата со социјалните мрежи. Сите заедно, да, се трудиме да ги посебно вие медиумите, и то како ни сте од големо значење. Јас Охрид морам да кажам многу големо благодарам, значи, до сите медиуми кои што цело време ме пратат и кои што цело време ми се поддршка. Јас не би била на ова место доколку не се, значи, моите клиенти, ама и вие исто така сте од големо значење. Многу ви благодарам. Така, медиумите играат наистина клучна улога. Нашиот разговор ќе го започнеме. Јас морам на почеток да кажам дека многу сакам прво кога сум во друштво на жени кои што се успешни во својата работа, и многу сакам кога ќе го започнем разговорот да прашам која е тајната на успехот. Повелите, Сања. Па тајната мислам дека е врло едноставна, тоа е да истраеме во тоа што го работиме. Не е секогаш лесно. Некој пат имаме потреба да се откажеме, ама баш во тој момент треба да бидеме храбри и да истраеме. Мислим дека тоа е најважно нешто. Во било што во животот, уствари, да постигнеш успех во било што, не треба да се откажуваш. Секако ред, ради дисциплина, така. Дисциплина, труд свакако, кој секоја работа, мислим. Така. Ама истрајност е, мислим, клjuč. Така, вие би го издвоили истрајност. Упорност, да. Шикалевска, која е вашата тајна? Тајната на успехот, исто упорност. Првин да веруваме во себе и да се вложиме целосно во она што сакаме да го работиме. Иначе успехот е пропорционален со работата што ја вложуваме, односно трудот што го вложуваме во секоја една работа. Колку што се вложиме, толку и добиваме. Така. Мери? Истото прашање. Да, за мојот успех јас би кажала дека е резултат на доста посветеност, професионалност и пожртвуваност, значи, во својата работа. Затоа што никогаш не сум штедела ниту време, ниту енергија, ниту љубов за да стигнам до ова што сум сега. Знаете како успехот никогаш нема да ви дојде сам. Значи мора вие некако да го пресретнете. Дури некоја шанса да ви затропа на врата, мора да станете од место да ја отворите таа врата. Што сакам да кажам, значи нема ништо така паднато од небо. Значи стварно треба доста пожртвуваност, работа и професионализам. Значи без разлика во која било професија. Така е. Убави одговори. Смесни сме дека живееме во еден машки свет. Се уште водиме, за жал во нашето општество се уште водиме битка со родовата еднаквост. Ајде, кои се клучните предизвици? Што ви се најголемите пречки, најголемите предизвици во работата, во кариерата?
Сања? Па, јас во својата област, уствари, немам, за среќа, немам таква врста дискриминација. Значи, немам проблем со тоа и мислам дека мали, ситни бизниси, уствари, се гледаме како луѓе, како човек и не како маж и жена. Мислим дека тоа е можда... Не чувствувате? Не чувствувам. Не, мислим дека тоа повеќе во некои корпорации, фирми, јавни предпријатија, можда таму... Секоја кариера, верувајте, има веројатно. Секоја кариера. Јас за сега, фала Богу, да, не секако тие мене ме гледа како особа, јас нив како особа и тука имаме некое стекнато некакво поверење меѓусебно. Тоа е мал бизнис, јас им верувам на купувачите, така и тие мене ми веруваат и тоа е оно што е најубаво уствари во малите бизниси. Така да не знам, на таа тема не можам многу да дебатирам. Така. Шикалевска? Значи, уште на самиот почеток на мојата професија, предизвик за мене беше да се сретнам со таква професија во која што во минатото ја работеле Само мажи. Да, и за мене тоа беше најголем предизвик, а сега и гордост, што докажав дека можам да ја работам таа професија. Односно, ние жените можеме да бидеме баш многу покреативни и поиновативни во оваа професија. Точно. Отколку мажите. Пошто се работи сепак за женски накид, нормално и машки, но главно е женскиот накид, така да може многу поиновативни да бидеме. Точно, а во минатото токму така. Само мажи го работеа овој занает. Да, и затоа е интересно кога еве на некој начин уриваме бариери, покажуваме дека и жените се способни. Искрено. И ама сега ми е гордост. Многу супер, Многу, сигурно. Да. Така, така. Бајранска, кои се предизвиците во вашата професија? Ги има многу, посебно бидејќи се работи за уметност. И знаете како, машкиот пол доста го има, значи во сферата на мејкапот, во сферата на тие, како да кажам, значи модни работи, значи секаде ги има. Меѓутоа, подобрувањето на родовата еднаквост представува природен процес кај што мислам дека без разлика на полоците ние треба да си се докажеме како со своите квалитети. И тука не гледам некоја си, како да кажам, така дека треба да се борам со тој машки свет, не го гледам јас тоа така, бидејќи стварно тука треба да се докажуваме со својот професионализам и своите квалитети и тука веќе настанува еднаквост без разлика каков пол си. Значи се гледа работата, така да мислам дека не ми представува некој проблем. Предизвик ми е како да не жена да успеам во тоа поле, да. Меѓутоа знаете како мажите се доста покажани во тие не сакам да ги делам како некои женски дејности, па машки дејности, нема такви. Значи, и не треба да има, токму тоа е нашата битка. Да, не треба да има. Знаете, најдобри кувари кои се? Мажите. Апсолутно, докажано. Да. Така да, јас мислам дека со квалитет само, не би требало да има некоја разлика во... Така треба да се бориме со предизвиците. За предизвиците, да. Така. Како излегувате на крај со обврските? И ова секогаш ми е прашање, да речам, навистина, тема и ме интересира затоа што од една страна кога се има собствен бизнис кој што бара време, посветено внимание, труд, љубов и така натака, но од друга страна семејство, деца, особено пак додека се мали, па куќа, па обврски, бидејќи во нашиот свет сите обврски дома се на жената, а плюс и работата е на жената. Се прави лесно ли е да се направи баланс, Сања? Не, ни малку не е лесно. Мислим дека тука е устари најголемиот предизвик, барем за мене, да направим тај баланс. Моите деца уште се мали и јас сакам за нив да сум тука. Тоа е можда на некој начин предност што сум дома и работам дома, од дома, ама од друга страна тие си имат своји потреби, ама некако во цел процес јас ги вклучувам и нив. Така да најмалиот, например, оди со мене, кога ги доставуваме, ми поможи во сењето и така натака. Со поголемиот веќе поминавме тој процес, така да тој некако има научено веќе како функционира уствари цел систем. И тоа е оно што уствари е најубаво. Сега тука некако се мешат тие обврски сите.
ама некако се справувам со тоа. Се трудам, ама тоа е најтешко Да, за мене. дефинитивно. Да, затоа што јас секако сакам да сум за нив тука, значи не сакам бизнис, работа да ми е пред нив, приоритети ми се такви. Што не кажувам дека така може да треба за сите, ама мои се Апсолутно, такви. секој има свое, така. да, така да некако се трудам да најдем тој баланс. Некој баланс, да, така. да. Шкаловска, и за вас истото прашање. Морам да признам дека е многу тешко да се направи баланс, барем на денешно време. Кога цел ден треба да се посветиш и на работата. Голема поддршка ми е семејството, значи во прв план, и то ми дават мотив да продолжам да ја работам ова работа. Така. Иначе сопругот, двете деца овозможуваат да се надминат сите предизвици и го овозможуваат овај баланс, значи меѓу професионалното и приватното. Така. Како секоја мајка сакам да одвојам многу време со децата и се трудам да го правам тоа колку што можам. Се трудам да им поможам околу училишните работи, да сготвам ручек И тоа треба и да се изчисти, треба и да се сготви куќа. Меѓутоа е тешко, стварно. Така. Така. Е предизвик. Еден од најголемите. А токму светот на поради жениве. точно, токму и поради овие предизвици жените најчесто и заостануваат во кариерата зад мажите. Мери, за вас истото прашање. Вие и наставно дека вие имате уште една работа, точно. Успешна жена треба да знае да менаџира како и приватно, така значи на професионален план. Оно што е многу битно, значи треба ние да научиме како да бидеме лидер и во својата работа, меѓутоа како да бидеме лидер и дома, во своите домашни работи, како да ги организираме тие работи, да се биде другар, да се биде жена, да се биде мајка, да се биде пријател, значи сето тоа треба да знаеме да го изменаџираме. Немањето време, значи не ми е, како да кажам, одговор за многу работи. Зошто? Затоа што ние имаме 24 сата и во тие 24 часа ние одлучуваме на што ќе ставиме важност. Така и јас, еве на пример, еве ќе кажам, ако вие денес немате доволно време да го повторите материјалот за испит, тоа не е затоа што вие немате доволно време, меѓутоа затоа што вие сте одлучили да се посветите на некоја друга работа. Вие го организирате времето. Така и јас. Еве како што кажавте и сами, 25 години веќе работам на аеродром Охрид. И покрај тоа што работам таму секој ден, секој работен ден, јас одлучив остатокот од времето да го посветам на нешто покреативно, каде што стварно ќе ми даде многу повеќе енергија и елан за да се справам дома со домашните други обврски кои што ме чекаат. Така да изборот сами си го правиме. Сега има тука пожртвуваност, сум се откажала од многу задоволства, значи немам време за излегување за тие работи, меѓутоа нешто мора. Јас сум одлучила така и тука тоа е нашиот избор. Така. Да. На доделувањето на наградите го споменавме и преќе, се сретнавме Мери. Таму имаше еден говорник и мене ми остана во умот една мисла негова, рече: за да бидете успешни, не се облекувајте женствено, изборувајте секогаш последна. Мене малку лично ме збуди изјави, сакам да ги прокоментираме. Како ви звучи вас ова, ако еден маж држи предавање и го каже ова? Треба да го знаеме целиот говор да не биде дека извлечено из контекст. Не извлечено од контекст, пораките, дел од неговите пораки во предавањето беа како совети дадени: не се облекувајте женствено, веројатно за да не паѓате во очи, и зборувајте секогаш последно. Јас прво не се сложувам дека облеката не чини женствени. Значи женственост е нешто што го имате или го немате, просто лепо васпитање е женственост, нежност е женственост. Тоа е нешто што е вродено во нас, нема врска со облеката, така да едино тоа може да биде мој коментар, мислим. Така. Шикаловска, овој совет како ви звучи вас? Вака, значи, успешните луѓе, небитно дали се мажи или жени, представуваат храбри, силни луѓе кои обично го имаат последниот збор, според мене. Сега, жените, од друга страна пак имаат адот плюс, тоа е женственоста. Баш така. И за мене,
е малце нелогично ова мислење, така што женственост од друга страна му дава на жената да се качи до самиот врв. Едноставно, за ние да ја изгубиме женственоста, таа представува наша сила. Прво, зошто да изгубиме женственоста, за да го имаме последниот збор. Точно, много кажано. Мери би сакала и од тебе да слушам еден коментар на оваа мисла. Вака, јас не би се сложила затоа што вашата гардероба е одраз на она што е вашата внатрешна состојба. Значи, јас се чувствувам женствено и сакам да изгледам женствено. Значи, јас таква дефиниција имам за тоа. Како се чувствувам, така сакам и да изгледам. Она што, како беше, значи, зборувајте последна. Може би сакал да каже дека животот е полн со прашања и може би е добро да оставиме да се истрчат други да кажат што има да кажат, па да имаме некоја си перспектива и да кажеме последни и едноставно да кажеме доминираш. Да, вашиот не говор само да за остане. меѓутоа да донесеш ето еден точен одговор на сето тоа што сакаш да го кажеш. Јас мислам така, може би грешам, не знам. Меѓутоа јас обично сум така темпераментна жена, стално прва си истрчвам, така. Исто и јас секој морам Прво да ќе се зборам. истрчам, после веќе џабе ми е. Исто и Али јас можда е морам. паметно е ова да почекаме малку. Може би овој совет со тоа зборувај последна, А инаку ја сакам прва. однос на гардеробата ниту го прави човекот, меѓутоа многу зборува за негов однос. Јас кажувам на тоа среденост, хигиена, каков човек е и дома може да покаже така да во тој аспект. Инаку ништо мене не ми значи тоа како изгледа некој, дали е брендирано облечен или не знам како. Апсолутно не. Тоа не ми значи Жена за мене треба да изгледа женствено. Женствено И исто и и јас треба. тука И јас сум апсолутно на се тоа, збунав да. и не се согласувам Не се дека тие согласувам треба да и јас. одиме облечени Да. како мажи. Точно, на состаноци. не. Напротив. Посебно ако веќе одиш и се бавиш, значи професионално, имаш некоја си работа која што е јавен карактер и Така. тоа како е многу битна гардеробата. Сепак, значи, представува Така. и правиш чест на сето тоа. Точно Да. се согласувам, потполно се согласувам. Сега малку во вашето, секој во своето, онаму каде што навистина сте успешни, каде што оставате впечаток и белег во кариерата. Бачевски, кажете ни колку години сте во вашата област и што точно правите? Еднаш имавме интервју за српска редакција, слушнав некои навистина интересни работи. Кажете ни што правите вие? Па јас сум производител на микробилки, усвари. Тоа се усвари зеленчук кој се конзумира во прва фаза на развој и тогаш содржи најмногу нутритиенти. Инаку, кога живеев во Србија, имам усвари долгогодишно искуство во областа на хортикултура. Таму имаме расадник за украсни растенија, се занимавам со дизајнирање на градини, ама кога дојдов во Охрид, уствари во стариот дел на градот, нема просто можност ни простор да се занимавам со тоа. И почнав уствари да размислувам на тема хортикултура, билки, што би можела уствари на мал простор, да. И така некако почнав уствари да истражувам. Фала Богу денес имаме интернет и можеме многу да дознаеме, пошто за микробилки уствари овде нити имав литература, нити од кого да слушнем, нити да научам било што. И на интернет истражува една година, сигурно симнував книги од интернет, има групи на Facebook, има стварно можност, ако сакате да научите, имам искуство во производство, така да некако ми природно то некако успе. Имаше предизвик, пошто тамо, например, имају Европа, Америка, имају уствари материјали, целокупни уствари систем за производство на микробилки, овде не. Морав да импровизирам, уствари да испробувам што е оно што е најдобро. И беше процес, долгиот процес, ама сега некако веќе сум свој на своме. Така да мало пред корона почна, на крајот од 2019 и уствари време на корона искористив уствари да некако луѓе слушнат за микробилки, да чует и мој задатак прво е уствари да едуцирам луѓе што се тоа микробилки, колку се важни во нашата секојдневна исхрана, да запознаем шефови на ресторани,
затоа што тие ми се сепак главни купувачи, потрошувачи, така да тој период го искористив за тоа, издржав некако. И сега е многу подобро. Охрид како Охрид, град кој некако све се врти око сезоне, така и мој бизнис уствари. Кај е сезона, баш така. Ама добро, кај е сезона се валјда изморимо, onda нам уствари природно просто дојде да мало и одморимо, направиме паузу и тако сад некако покушавам можда да проширим пазар. Можда Скопје, нешто имам некакви идеи. Да, идеи и супер. Така, одлично. така. Шкалска, вашата кариера, вашиот бизнес го знаеме сите, но ме интересирајте, како се одлучивте да го работите ова? Што беше пресудно, што ве натера да се занимавате со еден машки занает во минатото, но денес навистина креативен и ценет, не само кај нас и во светот? Значи, започнав уште како млада, започнав да работам со мајка ми, покојна. Тоа беше работа со конци, правење на слики. Интересно. Значи, сето тоа направи да имам иновативност, креација. Значи ти привлекувало нешто од секогаш. вешти раце да се работи. Да, од секогаш. Подоцна, мојот сопруг беше иницијатор да одам да го изучам овој занает. Иначе изучувањето беше во Скопје. Така. Таму го изучив среброто, изработката на филигрански накид како примарна техника во мојот ателје. Подоцна имав и други обуки за други техники, што значи не работам само филигран, туку и други техники од сребро и од злато. Така. Работам накид претежно за жени. Секако. Преубав накид. Гледаме го, имаме видено, прекрасен. Фала ви, во последно време се трудам и за мажи, пошто имат побарувачка веќе. Да, браво. Почнеа и мажите да бараат накид. Мене тоа толку тешко ми изгледа и кога ќе видам некој дека го работи тоа, навистина ми е самиот кога ќе видиш поставката е тежок. Реално е тежок. Значи, во само во ателје се работи не со готова жица, туку, значи, процесот започвит од среброво гранули, се топит, се извлекви жица, што е еден од потешките процеси во самата работа. Извлекувањето на разни дебелини жици. Најтенката жица е 0,2 мм. Таја се сукат. Да, и со неа фактички се прават сите внатрешни елементи, се плетат. Браво. Значи, е тежок процес, меѓутоа, кога сакаш нешто... Кога ќе се пронајдеш и кога ќе најдеш љубовта, јас мислам дека љубовта е пресудна. Пресудна е, да. Треба да ја сакаш својата работа. Ако ја сакаш, можеш да стигнеш до големи успеси, ако не, тогаш тешко. Мене и за тебе прашање, што беше пресудно да се најдеш во светот на убавината, мекап, уметноста, како те привлече и од кога започна? Јас професионално веќе се бавам 11 години со мейкап, со студио, ето да кажам отворено, меѓутоа уште како дете, уште како малечка бев заљубена во разновидноста на боите, на сето она што ја представува уметноста. Затоа што ние сите сме родени со некоја дарба, така и јас и со некое, како да кажам, наследство. Еве и Шикалиска кажа дека од својата мајка, така го наследивте тоа, така и јас. Значи, уметноста е наследна, јас ја наследив од својата мајка. Пораснав, да кажам, имав во една фамилија каде што бевме многу женски род. Мајка ми, баба ми и 4 сестри имаше татко ми. И сите, јас како дете, значи растев во женски свет, во убавина. Дедо ми работеше во Кувајт, татко ми во Ирак и дома секогаш носеа, значи, парфеми од тие, знаеш, во мали шишенца, тие улјени парфеми, значи од тој арапски свет, шминки. И јас пораснав, јас го гледав сето тоа со убави жени, значи сето тоа намирисано дома, мирисаше цела куќа. Сега кај што би кажувам, ќе ми се
се враќаат, си Мириси, се сетила, да. И така да бев цело време растев, значи, со тоа и љубовта сама, ете, како да кажам, ми се вроди. Цртав на платно долго време и после сето тоа, ете како викам, значи, тоа што го сакаш Господ ти го дава уште повеќе. Сега имам на пример многу подобро да цртам, значи, на живи луѓе, да добивам фидбек од другата страна, значи задоволни лица, значи тој филинг со ништо не се, како да кажам, не може со ништо ниту да се плати, ниту ништо на задоволство, љубовта ја гледаш, знаеш колку си постигнал и среќни луѓе гледаш, нема ништо подобро од тоа. И така да, што беше она пресудно? Пресудно беше, искрено да ви кажам, некои работи маци ме изритираа во однос на кога видов што се прави во градот, во однос на козметиката, во однос на шминката. Реков, ова не смее да биде вака, мора некој, значи, да излезе, без разлика дали ќе бидам јас или ќе биде некој други. Не е битно, меѓутоа треба некој да излезе и да им покаже на жените дека стварно го заслужуваат најдоброто. Не може, значи, некој да се игра со вашето лице и да се ставаат работи кои што не треба да се ставаат. Се работи, значи, за кожа, се работи за лице. Тука нема пардон, нема експериментирање. Така малце бев и, како да кажам, и желба и страст, меѓутоа повеќе од револт почнав кон таа работа. И почнав да ги едуцирам жените, да бидејќи порано кај нас не беа достапни тие брендови кои што јас сега ги имам во моето студио. Јас почнав со висококвалитетна брендирана шминка, која што стварно представува ултра премиум луксус. Ги немаше кај нас овдека, посебно во Македонија, Max Factor беше најголемо достигнување. Кога почнав со мојот несесер буквално, меѓутоа имав во мојот несесер имав од Америка производи како што се MAC, Bobbi Brown, Mecca Forever, Estée Lauder. Јас така почнав, значи со моите производи. И сето тоа го надградував и до ден денес јас не сум застаната, јас нон-стоп, значи, го апдейтирам, нон-стоп инвестирам, значи тоа е голем трошок. Меѓутоа не жалам затоа што сметам дека секоја жена стварно го заслужува најдоброто и треба секој да биде, значи, вие и дома можете да се нашминкате за обични. Зато вие доаѓате во професионално студио за јас да ви покажам нешто многу повеќе од тоа дома што го имате, повисок квалитет. Сега среќа, значи, фала му на како да кажам, што еве веќе имаме овдека шатци, се отвори Фабус Спот, може да достапни се тие производи, веќе и со интернетот, и со брендови од козметиката. Веќе многу ми се допаѓа тоа што кај мене доаѓаат жени кои што стварно знаат што е квалитет, кои што во своите чанти носат брендирана козметика, значи тие одбрале да дојдат кај мене затоа што знаат дека стварно работам со добар квалитет. Тие се жени кои што разбираат, не се жени кои што не знаат што ќе им ставиш и тоа ми е стварно голем предизвик и чест ми е и задоволство. Така, одлично. Сега одиме со вкуса пауза за реклами и се враќаме во студиото. Еве не повторно во студиото со три прекрасни дами. Тема ни е успешните жени. За потсетување за оние кои што подоцна се вклучија. Би сакала да ве прашам, што најмногу ве прави среќни во работата? Што најмногу ви носи радост, мотив, инспирација за да се чекори понатаму? Велите, Сања. Па мени, кој што кажав и претходно, то поверење меѓусобно меѓу тие што конзумираат мој производ и нормално јас како друга страна. Мислим дека треба да се поддржуваме ние локално. Нормално Охрид и Македонија генерално, мислим дека треба тај дел мало повеќе да се работи на тоа, да. Јас, например, поред тоа што произведувам микробилки, уствари организирам и бранч во својот двор, пошто, како што кажав, живеам во стариот дел со преубав поглед на Охридско езеро. И тука, уствари, ги имплементирам во храна микробилки. Тоа е уште еден начин на кој ја, уствари, ги запознавам луѓето со микробилки. И тоа најмногу ме чини среќна. Кога ќе видите дека се задоволни, дека кога се задоволни,
тука уствари јас го искажувам мојот креативен дел уствари со храна, со аранжирање на маса, со бои, со комбинации на вкусови. Од друга страна имам производство на билки, на растенија, тоа ме поврзува со земја, со природа, тоа е нешто што сум јас. А ова е на друга страна. Тоа е професијата, тоа стварно сакам да работам со земја, сакам да произведувам билки, сакам тај процес уствари кад гледате од семе, од една мала точка, израсти. Кога ќе ви никне некоја убава билка, тоа сигурно ви е радост. Јесте, стварно тоа ме смирува. Од друга страна имам бранч где од друга страна некако ме чини некако горда, среќна, да. А што им готвите? Што им давате во тој бранш? Што им се давате? Нешто интересно да ни кажете вака? Па да, имам некако комбинација на некои можда вкусови кои не може секојдневно вака можда не би сад да звучам некако како да никој тоа не го работи. Нормално тоа е нешто што е веќе пробано, ама сладко, солено, комбинација. Користам локални производи, има преубави македонски производи, мали производители. Не знам, има улје од лешник, од перески, од струга, кој е феноменално. Имам улје од афион, исто македонско производство. Имам лебот од Весна Миленковска, можда и знаете. Така да некако еве поздрав до Миленковска, навистина прекрасен. Прекрасен, да, и користам локални производи, ама ги комбинирам некако на мојот некој начин, да кажем, така како мене ми се допаѓа. Волим бои многу, волим да користам сезонски намирници, значи секогаш се трудам уствари да тоа буде нешто што е овде произведено, што е сезонски, што уствари ние сме навикнути на тие вкусови, ама искомбинирани мало поинако. Така да одлично. Ето, тоа е она што ме чини среќна. Интересно, бите посетиле да пробаме некој бранч. Секогаш сте добро дојдени. Интересно многу. Шикаловска, Павлинче, што тебе ти го грее срцето во работата, што ти е поттик, мотивација, инспирација? Самата работа ме прави среќна. Мотивацијата е насекаде околу нас. Не можам да кажам дека стрикно Охрид или езерото, значи мотивацијата, идејата е секогаш присутна. Среќна ме прави секое парче накид. Поединечно. Кога ќе си го видиш на крајот. Секој е уникатно. Во нашава работа секој зборува само за себе. Точно. Дури има работи кои што ќе ги направам и на крај ми е жал што се продале. Да, баш ти фала. Буквално се врзиш за некои работи. Да, ти фала затоа што не се тука. Да. Среќна ме прави среќни купувачи, кога ќе видам дека го носам мојот накид. Така и тоа е навистина убаво. Среќни лица. Да. Се љубиле во накидот, па излегле, па се сликале. Јасно. И среќна сум од друга страна што представувам традиција на една држава. Што го работам на традиционалното и што можам да го прикажам, пошто Охрид е туристички град, што можам да го прикажам и надвор од Македонија. Точно. Од друга страна, во поново време, значи, филигранов на некој начин го модернизирам. Значи, се додава некоја модерна линија во филигранов, да не биде тоа на старото. Така што, од друга страна, ме прави среќна што и младите сега го носат филигранот. Допре некое време филигранот беше накид за постара генерација. Точно, се менуваат времината, ето и дизајните се менуваат. Самиот дизајн, мислам дека го смени погледот на филигранот кај младите луѓе. Да, затоа што еве и млада генерација на филигранисти се појавува, па вметнувате некои новитети, па правите некои модерни, самата модернизација на филигранството го дава тој ефект. Младата популација го носи. Одлично, навистина. Особено среќна, браво. Мене истото прашање, тебе што те прави среќна? Што ме прави среќна? Во работата. Работи не прави среќна. Патување некој може да ми речеш. Така искрено веќе пошто спомнавте мене, ако ми ставите доста работи да ми кажете што ме прави среќна, јас стварно ќе кажам работата ме прави среќна затоа што навистина
Јас кога ќе влезам в студио и кога ќе ги запалам светлата, значи се губам едноставно. Во друг Готово. свет. Јас сум единствено се осеќам тука своја, тоа е мое катче, моје хоби, моја љубов, моја пасија, мое се. А најмногу ме прави срекна, значи кога ќе дојдат клиенти и се нормално, значи ние сите без шминка како изгледаме, бидејќи сме жени кои што трчаме во секојдневие со обврски, со проблеми, со стресови, живееме едно стресно време и се нормално дека изгледаме исцрпено, Уморно, апсолутно. и се before and after, значи кога ќе видиш на крај што добиваш, јас буквално да ме гледа некоја страна, значи да ме снима, вака буквално значи скокам од радост кога ќе видам што сум достигнала и колку сум се надминала себе си, каков резултат значи се добива на крај со шминката. И стварно тоа ме прави срекна, задоволни лица, значи да гледаш од другата страна. Плюс кај мене доаѓаат за убави моменти, значи за свадби, за крштевки, за роден ден. Па и тие срекни на Да, и тие срекни насмеани, нема ништо Па трансформација, стварно ќе видиш. најискрено ви кажувам, стварно ми исполнува работата и стварно сум многу срекна и Одлично. Преубаво. Преубаво сум била на шминкање кај мене, мора да кажам и два пати преубаво било и ќе дојдам пак. Да, слободно отворена ви е вратата на сите повелете. Сега сакам да прашам што е она пак што ве растажува. Сите имаме некогаш мигови кога се растажуваме, се разочаруваме. Што е она што најмногу ве погодува во работата? Нешто што еве ќе ве погоди, ве враќам назад еден чекор. Имате ли такви мигови? Затоа што за жал не е се розево во ниту една наша професија. Сања? Да, се сложувам и кај мене пошто е Ако не ви никни некој. Не, тоа не ме разочар добро. Прво тоа не се случува. Не се случува. Браво, честитки. Да, фала. Мене повеќе ме уствари разочарува тоа што луѓето се затворени, што ова е нешто да кажем ново во на нашите простори и некако не се отворени за нови работи, да пробат нешто ново. И тоа е уствари, поготово сад ја разбирам, например, нас, овако да кажем, обични луѓе, ама ме разочарува тоа кај шефови во ресторани, кои не се спремни да нешто ме променат. Имате можност, се држат рецепти стриктни. Да, од пред 30 година мени кои се не менјају со години, значи тоа нихова работа е толку креативна уствари, сега имат можност да пробат нешто ново. Некако тоа е оно што мене најмногу ме разочарува. Инаку вака работа како работа ми е... Нема. Мислам, ако не никни некој семе, па... Па, мислам, тоа е нормално, просто ако е нека нова врста може да се деси, ама увек уствари постои она процес кој трае, где мораш да изучиш некој врсту, тоа е просто физиологија, нека билке и... Добро, јас не разбирам многу да, тоа е... Мислев да не тогаш се обрсах да будувате. Не, ни најмалку. Значи, секогаш пробам нешто ново, стално пробам неки нови супстрати, стално пробам нешто ново да произведем и док не достигнем неки ниво где сам ја задоволна, тек онда уствари могу да понудим тоа нормално. И во таа смисла немам, не е разочарување. Не е разочарување, така, разочарување е едноставно средината. Да, средината, тоа што луѓето се затворени не сакаат да пробуваат, да воведуваат. Да, ама не сакам никога да уствари... Не, апсолутно. Тоа е просто и јас сам у неки можда моменти има иста таква за нешто што на пример не е мој фах да кажем, можда просто тоа е некако нама и традицијно и наследство и непознато е. И непознато, да, и сад треба тај процес да проđe нормално да луѓе се запознаат со микробилки. Јасно. Па мислим дека ќе биде поинако. Поинако, да. Така. Шекаловска, истото прашање за вас. Што е она што ве разочарува понекогаш во текот на работата? Она што ме разочарува. Општество. Сигурно има нешто што ве разочарува. Да. Една работа. Не може да нема. Значи, представувам традиција. Ја представувам пред гостите во Охрид, меѓутоа самите гости проблемот е што не може да нарачат од нашата држава. Накид. Ние не можеме накидот да го извеземе од нашата држава. Не можете. Не, ова прашање е поставено пред многу и министерства, и занајдчиски комори, и кој одговор? И каде не. Интересира? Немаме одговор се уште. Значи имаме забрана за извоз на сребро, злато од државава.
И то ни представуваат и како голем проблем. Това е голем проблем, дефинитивно. Значи, да, ние зависиме од туризмов и туристите купуваат парче и утре се јавуваат и прават нарачка. И јас му Не велам, можеш да му ја извините, пратиш. не смеам да праќам. Како тоа? Тоа е единствениот проблем во нашава работа. Представуваш еден уникатен Да, автентичен значи производ државата кој што треба да странците се не можат да си го горди купат. ако ние го извезиме нештото, Апсолутно. така, и го покажеме пред светов. Ние сме затворени. Значи, ако продајме тоа ателието, тоа е тоа. Надвор не добро смееме прашање и да треба извезуваме. навистина да се преземат мерки, да се најде решение за Јас ова лично прашање. на многу места, значи, прашав, И ете немате го одговор. посочив овој проблем, меѓутоа се уште немаме На тие никаков средби некога имате за нечиска комора и власт, тогаш да се поставено е. И ништо се уште нема одговор. Сите Мора да се молчат. борите за тоа заеднички. Значи ти поштата имат забрана и ДХЛ, така да на Не никој можете да начин не е пратите возможно никаква. да се прати сребро или злато, било каков накид од држава надвор. Ето ова. Мислам дека тоа е единствениот проблем за нас, барем Во за работата кој најчиве. што баш ви е проблем буквално голем. Навистина голем проблем и вистина треба да се работи на негово решавање. И греота е, значи, една држава да не може да се промовира надвор. Апсолутно. Кога со сме тие меѓу автентични производи. ретка Точно. техника на изработка на наките. А странците, Павлина, јас мислам дека многу повеќе го ценат и многу Да, повеќе го брачната сакаат тој накид. изработка. Да, Многу ги сакаат, значи воодушевени се кога ќе дојдат. И да не можеш да го продеш Јас на во вистина. моево ателие, значи, имаме и филигри експириенс. Тоа е начин на кој што самиот обичното туристиве го прават. Одлично. Значи, самиот турист изработуваат парче накид по негова желба. Тоа е со одлично. моја Тоа помош. е прекрасно, да го имам видено и на вистина е нешто прекрасно. На Многу вистина интересно. идејата ви е преубава. Уживаат еднаш сретнав една странка Да. кај вас во ателје, Да, каде што се го правеше накид од луѓе, на вистина беше прекрасно. Да, неколку сати изработви со моја помош, така да тоа е одлично. одлично искуство за нив. Вистина да го искуси, Да. да искуси нашата традиција, култура, вашиот занаете, култура и традиција на нашата земја. И тоа мислам дека е единствениот проблем кај нас. Така. Верувам дека ќе се најде решение, мора да веруваме и да бидеме позитивни. Мери, истото прашање и за вас. Што е на тебе? Што те разочарува? Те паѓа некогаш? Па, вака, бидејќи мојата работа е нешто што ја работам со љубов и сама си ги организирам работите, нема нешто во однос на мојата работа да ме разочарува, меѓутоа, ете, можам да кажам едно како разочарување, ми представува нелојална конкуренција, прво тоа. Затоа што сите ние сакаме, јас на пример многу сакам да имам здрава конкуренција, затоа што кога имате конкуренција, вие ќе бидете поиновативни и ќе се трудите да бидете многу подобри, едноставно ќе ве турка нешто да смените и да бидете подобар и подобар. Прво тоа, второ, искрено ќе кажам, уште на почетоците кога почнав да работам и кога мојот труд почна да го спознаваат странските познати медиуми како што беше Daily Mail, Космополитан, германски Билд, француски весник, значи дури на турска телевизија бев, веќе не знам ни кај не бев, немаше значи списание странско кај што не бев објавена. Ми изиритира тоа што Македонија тоа ништо не го виде. Го виде, мислам дека беше Мотика 2017 година и објави преземено од Daily Mail. И сега не пишува, значи, моето видео, значи, се она што има истото напишано, го презедоа истиот текст, го ставија и никој не напиша, значи, ниту прашале, ниту виделе која сум, ниту истражиле која сум, ниту виделе дека го сум тука, дека сум од држава. И тоа е разочарувачки, затоа што е жално за нашата држава, веќе кога имаш некој кој што со својот квалитет, со својот труд представува амбасадор на државата, ти треба да бидеш баш ти тој да го потенцираш тоа, а не да го преземаш од странски медиуми. И тоа маце ме разочара, затоа што сум тука, греота е, жално е, значи, да не го прикажиш тоа. Не е само плюкни залепи, земи го и стави го. Треба сепак да се истражи за тоа што пишуваш. Така. Имате ли некој сон?
Каде се гледате себе си за година, 2, 3, планови некои кои што би сакале да ги откриете, има работи кои што не сакате, не ви притиска да... Значи, каде би сакале да се видите себе си во кариерата и во професијата? Сања? Па, јас ето да може да проширим асортиман. Инаку почнав исто со производство на јадливи цвеќиња, не знам со тоа дали сте запознаени. Не пати слушам, да ви кажам искрено, многу ми е жал да слушам, мој пат најискрена, искрена сум. Да, и сега во план ми е да, пошто е тоа сезонски некако, пошто надвор се одгледуваат, да си преорганизирам просторот во кој произведувам микробилки инаку на полици, под лампи, во специјални услови се произведуваат. Дома, да. Па на тераса, да кажем. Само е, пошто се вертикално користи простор, да го може да мало преорганизирам, да могу и то јадливо цвеќе да произведувам внатри, да го имам током цела година, да имам можда со некои нови врсти на микробилки. Сега тренутно експериментирам со нови субстрати, пробав нешто исто хидропоника, тоа е нешто производство без земја, само во вода. Така да тоа, например, би можда могли ресторани да имају буквално внатре, да, и да их беру, нема значи земја, нема ништо што би могло да им контаминира храна или нешто. Така да или некој во стан може да си користи, постоje системи за тоа. Сад тренутно сум у тој фази да кажем да со тоа експериментирам. Стално нешто ново учим, сакам да учим, сакам да пробам нови работи, така да не знам де ќе да будем за 5 години. Не знам, но има план. Видимо се за 5 години. Видимо се, секако. Павлинче, каде ти се гледаш? Кој е твојот неостварен сон во кариерата? Што би сакала да постигнеш, да успееш? До пред една година имав сон да почнам да работам со злато. Почнав со сребро, значи, до пред една година ми беше сон златото. Така, интересно. Меѓутоа, го успев и златото. Работам и од злато. Браво. И филигран, и други техники на накид. Сега имаме сон, мора да имаме сон. Значи, немаме сон. Да обстанам, значи, на пазаров, да бидам успешна, секако на доградба, да ја проширам палетата на производи. Кажав дека сакам повеќе накити за мажи да имаме. Интересно. Така што да останам нова ниво, меѓутоа со надградба секогаш човек учи додека е жив. Да се разбериме, значи би сакала секоја да професија е извезеш. така. Да извезеш накид. и да, дај Боже да успееме да моиме да извеземе. Да, ете и тоа е сон, гледаш, да. Па е, реално Ова што го е. имате да може светот да го види. Да. Одлично. А инаку светот го гледа, ве гледа често. Нема медиум Да. кој што дошол и не ве посетил, Да. па снимале репортажи, па Последно тие да беа вистина се воодушевени од Рајуно, претходно бевме на Индипендент, англиската утринска во живо. утринска во живо, тоа беше многу во искуство. Да, вистина прекрасно. И последно во снимање од италијанската телевизија беше перфектно. Значи, се снимаше целиот процес на изработка на филигран. Браво. Од почеток до До крај. крај, браво, навистина Многу интересно. браво. Да, и пак ќе кажам дека странците некако многу повеќе знаат да ни ја ценат и културата и традицијата и занаетите. Да, секако. Да. Мери, каде ти се гледаш? Ајде, кој е твојот неостварен сон? Па вака да ви кажам, јас искрено не сонував за успех. Работев за него и дојдов до успех. Така. Во право сте, значи, не можам да кажам дека не сум имала соништа. И то како сум имала соништа, меѓутоа, ако се сетам што све ми се исподеси, значи, во животов на приватно поле, без разлика, значи, битно е се заврши како што треба. Сите тие соништа некако како да ми се стопираа и решив веќе повеќе да не мечтам, да не многу да не да не си ги земам работите, И да не планирам. морам и да не ги планирам, затоа што најбитно се е, значи, да сме здрави, да сме живи, да сме на нозе, затоа што тогаш можеме да работиме и да ствараме. Во однос на моите планови, можам да кажам дека ќе продолжам и понатака да бидам поиновативна, уште попрофесионална, да работам во истиот дух, со полна пареа, значи да вложувам во бизнисов, така да тоа ми се моите идни планови. Ќе оставам, значи, нека биде времето да покаже како ќе биде. Така
Така. За крај имавме преубава емисија, навистина имавме преубав разговор, јас сум многу задоволна. Но за крај би сакала една порака како жени до жените, до помладите, што би им порачале? Па јас би им порачала да се поддржуваме многу повеќе него сега, меѓусебно, секој во својата област, да кажем. Тоа е нешто што е најважно, нормално мора да го сакате тоа што го работите, просто за да уживате во тоа што го работите. Ако сте веќе решени да радите нешто, да кажем, свое, онда мора да биде нешто што го сакате. Така да истрајте. Тоа е оно. Убаво кажано. Да. Не се откажувајте. Не се откажувајте, така. Да. Одлично. Павлинче? Да бидат храбри, особено младите. Потребна е голема стимулација за да превземам нешто, да бидат утрешни предприемачи. Така. Меѓутоа, упорноста, храброста го дават успехот на секоја работа. Така, одлично. Мири, вашата порака? Па мојата порака е и до младите, и до сите да уживаат сите со полни гради. Значи да го уживаат моментов, затоа што не знаеме утре што ќе не снајде. Она што сакам да го потенцирам за младите е тоа што да им препорачам да се борат, посебно да си имаат свој новчаник. Што значи тоа? Да не зависат од другите, да вложуваат во себе и во знаење и во квалитет. Значи, како да кажам, без разлика со која професија ќе се бават, меѓутоа да си вложуваат во себе, да се надградуваат како личности, да едноставно да се исполнити и да бидат среќни. Тоа е мојата препорака до нив. Да не зависат од никого. Да се борат во животот. Затоа што животот не е розев, не е се како што изгледа на социјалните мрежи. Животот е многу суров. Мора да бидат истрени како личности, да се зајакнат, за да можат да се борат. Многу е тешко времето. Навистина, јас им посакувам на сите, прво добро здравје и да можат да си ги реализираат своите соништа, меѓутоа треба да се јакнат како личности. Многу. Така. Ви благодарам многу и на трите што бевте дел од емисијата Прашалник. Јас искрено посакувам на сите да ви се исполнат соништата. И убаво е да имаме соништа, убаво е да имаме планови, убаво е да имаме некоја поголема и повисока цел секогаш. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието со кое што не следевте. Се гледаме повторно во следната емисија Прашалник. Да имате среќни новогодишни празници, бидејќи се гледаме после новата 2024 година.